Македонија повторно двоја. Со оваа парола ВМРО-ДПМН ќе ја бара довербата од граѓаните на парламентарните избори на 8 мај. Лидерот на партијата Христијан Мицкоски од Охрид вети дека следната влада која ќе ја формира неговата партија ќе ги исполни сите ветени проекти, но и дополнителни кои не се запишани во програмата. Ние нема да бидеме влада само онаму каде што има градоначалници од ВМРО-ДПМН и коалицијата, туку сакаме да бидеме влада за сите граѓани и да покажеме дека не се сите политичари исти, да покажеме дека немаме намера да ги делиме граѓаните како што тоа го правеше сегашната влада. Исто така тука се конечно завршување, еден од приоритетите и конечно завршување на автопатот Кичево Охрид. Рековме според нашата анализа тоа би било некаде околу 2026 година. Со паролата нема откажување од иднината, кампањата ја започна и СДСМ. Димитар Ковачевски од Музеот на современа уметност во Скопје пред партиските функционери ги повтори ветувањата дадени повеќе пати, како повисоки плати, пензии и членство на Македонија во ЕУ до 2030-та. Говореше и за грешките кои ги направила власта и ги разбирал граѓаните кои биле разочарани. Свесни сме дека направивме и голем број грешки. И преземам одговорност за тоа. Знаеме дека граѓаните се разочарани од растот на цените, од корупцијата, од самоволието, од неработењето и злоупотребите на дел од политичарите. И да, граѓаните се во право. Имаат право да се чувствуваат така. И ги прифаќам нивните критики за направените грешки. Али Ахмети од Скопје вети промена на уставот, а покрај внесување на бугарите, најави избор на претседател на државата во собранието. Дуи направи суштинска анализа и со своите раководни тела и со представниците на Европскиот фронт. Нашата земја треба да се стреми кон промена на уставот и инкорпорирањето на малите заедници кои живеат во оваа земја како уставна категорија. Од плоштадот Скендербег во кампања влезе и Сдружената албанска опозиција Вреди. Тие ветуваат економски мерки за граѓаните на Македонија и испраќање на Дуи во опозиција. На оние кои ја држаа власта преку поделби им дојде крајот. Нашата победа ќе донесе големи промени за општеството, особено за албанците во Северна Македонија. Една од економските мерки што ќе се презема ќе биде враќање на државните предпријатија во рацете на граѓаните. Од Куманово кампањата ја стартуваше знам на Максим Димитриевски. Првиот човек на партијата порача дека за разлика од другите, тие ветувале само реални проекти. Во период на избори сите ветуваат, но едно знам дека ние од знам тоа што го ветуваме, тоа и го реализираме, а тоа го покажува токму нашиот пример на менаџирање во Куманово. За нас се уште зборот е збор. Другите аспиранти за влез во собранието немаат дневни активности. Левица ќе започне вечерва со митинг во Велес. Коалицијата на Гром, Интегри, партијата за целосна еманципација на ромите, преку социјалните мрежи ветува помали даноци за повеќе домашни и странски инвестиции и богата и перспективна држава. Родина во сабота ќе ја промовира својата програма во Скопје. Нова алтернатива нема никаква објава на социјалните мрежи. Другите аспиранти за влез во собранието немаат агенда за активности.